Ви благодарам, почитувани колеги, почитувана заменик министерке за финансии. Нема да го персонализирам предлог законот, ќе се обидам накратко да дадам едно резиме со оглед на сето тоа претходно изнесеното од колегите, зашто не можеме да го поддржиме предлог законот за финансиска поддршка на единиците за локална самоуправа за финансирање на доспејанија неплатени обврски. Се работи за уште едно избрзано решение на владата на Социјалдемократскиот сојуз, решение кое за жал не е системско, парцијално решение со тенденции да предизвика голем број на сайт ефекти. Затоа што не сум економист, ќе користам податоци кои што ги добив од Државниот завод за ревизија и одредени економски анализи, кои што не одат во прилог на ова законско решение. Според ревизорскиот извештај со наслов "Преземање на обврски и финансиска нестабилност кај единиците на локалната самоуправа", што ја анализира финансиската состојба на локалната самоуправа за периодот од 2012 до 2016 година, ова за да нема критики дека ние ги критикуваме новите градоначалници од Социјалдемократскиот сојуз. Општините, според овој извештај, должат повеќе од 120 милиони евра за неизмирени обврски кон добавувачи. Тоа се долгови од кредити, долгорочни заеми, судски решенија и камати. Со оваа извршена ревизија и направените анализи за овој период, ревизорот констатира дека кај општините карактеристична е состојбата на нереално планирање на буџетите, постоечки, а не евидентирани долгови, блокирани сметки, но и општини кои и покрај тоа што тонеле во долгови, не запреле со нови вработувања, со тоа што овој заклучок е пренесен и на општините кои што се со ново раководство по 2017 година, а особено е евидентно во последните неколку месеци. Кај општините, како што наведува ревизорот, карактеристична е состојбата на нереално планирање на буџетите, односно се констатира дека има значително отстапување на планираните во однос на реализираните приходи. Анализирајќи ги вкупните обврски, ревизијата констатирала непоклопување на податоците, односно во одредени години се прикажани помали износи поради ненавремено евидентирање на обврските. Кај дел од општините не се применуваат одредбите од Законот за финансиска дисциплина по однос на роковите за плаќање на обврските кон добавувачите, а кај општините со блокирани жиросметки не постојат реални можности за примена на истите. Центарот за економски анализи смета дека овој закон со кој што ќе се генерира долгот од страна на единиците на локалната самоуправа и ќе се надмири од страна на централната власт, кој што служи за покривање на неплатените обврски на општините и на нивните јавни предпријатија, води кон комплетно еродирање на правната држава. Со оваа мерка се праќа сигнал дека досегашното незаконско работење, неодговорно работење, немање на отчетност и како може да се исплати. Економските субјекти се изложуваат на нефер и дискриминаторска положба во однос на државата и се креираат пазарни девијации на пазарот на капитал. Овој закон, зошто тврдиме дека е избрзан? Затоа што од самото предлог законско решение, еве ние како пратеници немаме можност да видиме соодветна анализа на состојбата, причините, структурата, финансиските и економските ефекти од неплатените обврски од страна на единиците на локалната самоуправа и едноставно не може да се детектира одговорноста која што, ако ние сакаме да градиме и се залагаме за правично општество, таа одговорност мора да биде
индивидуализиран. Не може на ваков начин да се генерализира. Министерството за финансии е должно, најпрви, на нас како пратеници, ако очекува некаква подршка на било каков закон, да ни достави соодветна анализа на состојбата. Ние имаме анализа, односно во членот 3 од предложениот закон само е прикажан износот на пријавените доспејани, а не платени обврски на општините. Не постои анализа соодветна на состојбата, на причините, на структурата, пошто многу е битно структурата на долговите кои што се пријавени и доспејани. Понатаму, финансиските и економските ефекти од неплатените обврски и на крајот, за да барате подршка, вие сте должни да детектирате и одредена одговорност која што мора да биде индивидуализирана. Не може сите општини да бидат ставени во исти кош. Соодветно на тоа, неопходно е, според ваквите анализи кои што вие за жал ги немате направено, а би било убаво да се јавното обвинителство, нека покрене истрага според овие анализи и да постапи таму каде што има одредени сомневања за одредени кривични дела, неодговорно, недомакинско и лошо трошење на народните пари. Воедно, потребно е да се утврди кои општини ќе може да ги репрограмираат долговите со краткорочно задолжување по пазарни услови од страна на самите општини, а кои со на овој начин краткорочна позајмица од буџетот на Република Македонија. Тоа би било фер и правично решение и можеби на еден ваков начин ние како пратене можеби туку сигурно би дале и подршка на едно такво решение. Колегите продискутира и колегата Илиовски, колешката Кузмановска за дел од членовите кои што на нас ни ствараат одредени забуни и нејасноти. Ево и јас имам одредени нејасноти кај некои од членовите. Например, во членот 2 се вели кој што се однесува на пријавени, а недоспејани обврски заклучно со месец септември. Сега, постои разлика во овој член помеѓу долгот кој што е напишан во предлог законот и во прегледот кој што се јавува на интернет страната на Министерството за финансии. Затоа што реков дека нема да персонализирам, нема да наведувам за кои општини се работи, меѓутоа сигурна сум дека заменик Министерската за финансии знае дека се јавува еден ваков проблем. Сега, дали оваа разлика се однесува на законски затезни камати и ако е така, например, зошто општините ги немаат книжено истите? Доколку се работи за долгови кои што се за обврски кои што се постари од 3 години. А знаеме дека најголем дел од обврските се постари од 3 години, некои се постари и од 15 години. Согласно законот за облигациони односи, добавувачите морале да ја тужат општината. Ваквите судски спорови траат нормално кратко и пресудите мора да бидат навремено евидентирани. Ако е така и ако постарите обврски со законските камати се евидентирани, тоа значи дека оваа разлика во пријавените обврски се однесува на законските затезни камати кои што во последните 3 години, за кои што можно е да нема судска одлука и не води до заклучок дека ние апсолутно немаме представа колкави се вкупните обврски на општините. И ја доведува во прашање оваа табелата која што вие не имате приложено во склоп на предлог законот. Исто така, еден од членовите кој што е контрадикторен и кој што ствара забуни е членот 6, каде што вие велите дека една од целите на законот е да се одблокираат одредени општини кои што знаеме дека се блокирани и сите сме свесни дека на тие општини би требало да им се помогне за да имаат подобрување на ликвидноста. Меѓутоа во членот вие сте напишале дека парите кои што ќе ги добијат општините не смеат да ги користат за исплата по основ на извршни исправи. И сега што не е јасно? Најголем дел од блокадите на општините се преку извршител. Или не знам на кој друг начин се блокира сметка на општината. Има уште многу што да се каже по однос на предлог законот, меѓутоа ова се само дел од дилемите кои што ние како
пратеници, можеме да заклучиме дека со ребалансот и со ова предложено законско решение општините наједноставно, симплифицирано кажано, се почастени без никаква одговорност. Ви благодарам.